Анита, крајот од годината е резервиран да сумираме што направивме, како направивме и што останува за година. Пошто Анита пишела, ќе помни 2024-та. Благодарам што сум ваш гостин и сакам еве и новата година да честитам на сите гледачи и на вас лично. И јас би сакала да ви кажам дека јас обично сум многу голем оптимист. И во тешките моменти, јас секогаш мислам дека тешките моменти доаѓаат заради тоа што нешто позитивно ќе се случи. Да, 2024 година имаше големи предизвици. Јас со моите лични и професионални резултати навистина сум задоволна, бидејќи го одржав просекот кој што беше константа во мојот живот, а тој трае веќе 35 години, бидејќи следната година нашата компанија Ултра ќе полни 35 години, а компанијата УНЕТ, која што е керка на компанијата Ултра, ќе полни 30 години, така да најверојатно ќе имаме една голема забава и една голема реклама за тоа што се сме направиле во животот. 2024 година јас глобално би сакала да кажам да насочам на некои работи кои што мене многу ме изненадија, за кои што овдека многу не се зборува во нашата држава, и можам да ви кажам дека јас бев навистина многу пријатно изненадена од развојот на вештачката интелигенција на ниво на светот. Бидејќи вештачката интелигенција достигна една голема примена во животот и на обичните луѓе, таа се појави, нели, како да кажам, предминатата година, но мислам 2023 на крајот, но сепак примената кај обичниот народ, примената на тие сите алатки, чат GPT, machine learning, cyber security започна активно да се користи во 2024 година. Навистина тоа јас сум една од тие кои што на многу позитивен приот имаат кон таа работа, бидејќи мислам дека многу се направи голем напредок во медицината општо земено и ќе се направи голем напредок во медицината, што е многу важно за продолжување на животниот век на луѓето. Исто така помогна во многу сфери, да кажеме во креативните уметности, во маркетинг секторот, помогна, да кажем, и во овој сектор кој што јас бев во Сан Франциско, веќе автомобилите тамо возат без возач. Така да сакам да кажам, тоа е еден голем напредок кој што не чека и кој што сите ние треба да се прилагодиме на таа работа. И тука би напоменала дека исто така има многу голема улога вештачката интелигенција и во сите оние додатни работи во регулирање на енергетските ресурси, за, да кажеме, во културата, во уметноста, во полесен пристап на податоците. Секако треба тука да се направи некаква регулатива, но тоа ќе си дојде само од себе. Знаете како, и како врв на целото тоа, в 2024 двајца големи професори, едниот од Америка, едниот од University of Toronto од Канада, Джефри Хинтон, тие добија и Нобелова награда, значи, за вештачката интелигенција. Значи, беше призната нивото на вештачката интелигенција, беше признато на светско ниво. Инаку, јас секогаш ги сакам, не ги сакам големите пореметувања кои што може да се случат во годината. Повеќе сум за тоа да има една константа и да има еден природен процес на работите, да не биде тоа насила. И се надевам дека ќе успееме, еве сега имаме и нова влада, па да видиме како може би работите и на економски план и ќе видиме како ќе тргнат на подобро. Тоа се многу добрите работи, но сепак не можам, како човек не можам да кажам дека и многу сум разочарана од некои работи на што се случуваат во светот, да кажеме сите тие војни кои што се. Мислам дека тука човештвото треба нешто да направи и сите држави треба да направат нешто за
да не се губат невини човечки животи на луѓе, на повеќе војни боишта. Јас мислам сите ги знаеме, не би сакала да сега ги кажувам, али сепак еден мир во светот би требало. Сега малце се таа атмосфера многу разгневи и многу лидерството мислам дека и во Европа на светско ниво е на едно многу пониско ниво од тоа што би требало да биде и тоа што било во минатото. Бидејќи новата година е на прагот, како Анета Пешева ќе ја прослави новата година? Да ви кажам, еве после можеби 8 години нема проблем. Еве да ви кажам, можеби после 8 години Анета Пешева ќе ја прослави најубаво во својот дом, бидејќи двете деца, ќерка ми веќе е тука, а мојот син ќе дојде на 30 декември во понеделник. Ќерка ми дојде од Канада и таа ќе биде добро 10 дена тука присутна, заедно ќе прославиме во нашиот дом. Синот, морам да ви кажам, дека после 8 години во Соединетите Американски држави, каде што заврши Ајвелик универзитет и работеше скоро 4 години во Фейсбук во Сан Франциско, он реши да се врати и да живее во Македонија. Така да јас мислам дека тој ќе биде пример, еве, и на некој успешно дете што, да кажеме, сака иднината да си ја продолжи во својата држава. Така да сега приватно да ви кажам, бидејќи ми нарачува мама направи сарми, мама направи подварок, од лозов лист, јас еве деновиве вежбав дома да видам да не сум заборавила случајно и тоа да биде најубаво, да има таа трпеза која што е традиционално македонска, бидејќи тоа они таму го немаат каде што живеат. Така да јас се надевам дека ќе биде супер, ќе ви известам после таа работа како било. Али многу сум срекна, навистина, кога не ви се децата тука, некако тоа е многу погрешна теза дека они се срекни тамо, па ние тука. Не, ниту они се срекни тамо, ниту ние тука кога не се со нас. Благодарам. Анета, а која е пораката за нова година што ќе патите? Пораката за нова година, јас мислам дека што ќе си посакате и на себе си и на гледачите? Да. Знаете како, јас мислам дека секој човек сам си ја прави среќата, некако сам си ја предвидува иднината и сам ужива. Мислам дека позитивниот приод на работите е многу важен во животот и дека не можете вие со негативен пристап да имате убав живот. Затоа јас на гледачите би сакала по-позитивно да ги гледаат позитивните работи во животот. Значи, не секогаш многу големите работи се важни за да ви имате еден среќен живот. За еден среќен живот е убаво да го живеете денот и да се радувате на малите нешта. Не на некои недостапни работи кои што сте си ги замислиле дека ќе ве направат срекни. Не. И најголемите работи луѓето не ги прават срекни. И најбогатите луѓе не се многу срекни. Да има здравје, да се поправат работите во државата, јас би сакала во смисла, знаете што да се поправи? Здравството, тоа што ги интересира граѓаните. Здравството, школството, тие работи се многу важни за еден наш квалитетен живот. Ние сме убава држава, ако ги поправиме инфраструктурно работите и овие кои што сите нас не болат секој ден, мислам дека ќе биде многу подобро. Срекни празници. Срекни на вас и ви посакувам се најубаво во новата 2025 година.